Во организација на општина Македонски Брод и издруженијето Форум за авангардна креативност на 31 мај и 1 јуни во Поречието, во селото Самоков, ќе се одржи четвртиот поред најголем во Македонија адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим. Главната цел на овој фестивал е развој на туризмот во Поречкиот регион и ставање на селото Самоков на мапата на атрактивни дестинации за авантуристички туризам. На овој фестивал се очекува да присуствуваат над 500 влюбеници во природата и авантуристи кои што ќе учествуваат во возење на теренски возила, мотокрос, возење на АТВ возила и планинарење. Официјалниот дел започнува на 1 јуни во раните утрински часови, каде што сите категории на учесници ќе се движат или ќе возат по патеките низ Поречието и ќе се запознаат со сите убавини, можности и ресурси кои ги нуди нашиот крај. Учесниците ќе имаат можност да учествуваат во следниве категории: пешачка тура, велосипедска тура, АТВ возила, џипови и мотори. Да напоменам дека фестивалот нема надпреварувачки карактер, туку основната цел е да се запознаеме и да уживаме во убавините на Поречието. Вредно е да се напомене дека во пешачката тура пешаците и учесниците ќе имаат можност исто така да се запознаат и со многу билки, растенија и печурки кои виреат низ Поречието и во тој дел би го развивале и хербалниот туризам. Околу 15 часот сите учесници се враќаат во кампот на градскиот стадион во Самоков, каде што продолжува официјалната дружба, а исто така накрај сите активности завршуваат со една голема еколошка акција. Како и секоја година, така и ова има поволности во однос на посетителите. Веќе сите туристички капацитети во општина Македонски Брод се пополнети, каде што имат пригодно мени со оброк и ноќавање за да може да се сместат сите посетители, а исто така во местноста Самоков на располагање ќе ни бидат и одредени индивидуални објекти каде што ќе може да се сместат учесниците. Ова година продолжуваме со истиот концепт како и изминатите години. Значи луѓето, учесниците ќе можат своите вештини да ги прикажат во следниве дисциплини: планинарење, возење со мотокрос, возење со АТВ возила или квадроцикли, популарно наречени, и возење со теренски возила и џипови. Меѓутоа, во склоп на овој фестивал имаме и велосипедизам. Учесниците со своите спортски вештини ќе можат да се презентираат во сите дисциплини кои што ќе бидат од ревијален карактер, а кампот за сите учесници ќе биде на стадионот во Самоков. Од година во година, секоја година имаме новитети, имаме зголемен број на учесници. Оваа година досега пријавени имаме преку 50 теренски возила, значи негде досега 100 учесници само со џипови. Рутата ќе биде не тешка, за да речам стандардно 4x4 возило, не треба некоја посебна опрема да поседува тоа возило, добри гуми и да биде технички исправно. Во сабота на 31 мај е предвидена тура од 30 километри со стартување од Самоков, Ковач, Добра вода, Црква Свети Никола, на село Битино и враќање во Самоков. Тренувањето ќе биде во 14 часот во сабота и во недела е предвидена поголема тура како главен настан. Почеток во 10 часот и со тренување од Самоков, Бачалиште, Илино, Железна река, Манастир Свети Никола, Бенче и Самоков. Турата е околу 60 на километри. За сите присутни ќе има организирано и лесна планинарска тура низ Поречието во должина од 15 километри. Планинарската тура ќе се одржи на 1 јуни, значи на вториот ден од овој настан, и истата е со вкупна должина од 15 километри.
според планинарските нормативи класифицирана е во средна тешка тура, меѓутоа ќе има доста паузи по текот на планинарењето, секако адаптибилни ќе бидат спрема кондицијата и барањата на учесниците. Меѓутоа главната пауза ќе биде кај селото Бенче, кое се најдува некаде на 7,5 километри од стартната точка, и турата е кружна, што значи дека почнуваме од селото Самоков и се враќаме повторно таму, односно имаме совладување на надморска висина од околу 300 до 400 метри. За учесниците кои ќе доаѓаат од Прилеп, од страна на организаторот, организиран автобуски превоз со повратна карта, која чини само 200 денари, вклучително и доручек после стигнување на стартната позиција. Целата оваа промоција на Поречието придонесува за поголем туристички развој на овој крај, кој што плени со својата убавина. Поречието нуди многу можности за развој на туризмот, така да е еден од основните столбови на стратегијата за развој на општина Македонски Брод е развој на руралниот туризам. Имаме можност за развој на рурален туризам, спелеолошки туризам, затоа што голем број на пештери има низ Поречието и доста познати пештери, дел од нив се и прогласени споменици на природата, адреналинскиот туризам, како што овој настан, каде што ги користиме старите шумски природни патеки, значи се е природно, нема ништо адаптирано во тој дел, и исто така нов момент е што сме на добар пат да го развиваме и тој хербален туризам, кој е доста атрактивен во овој период. Поречието во моментов е најнедопрената средина во Македонија, каде условите за развој на овој вид на туризам се буквално неограничени.